Уште во квалификациите се виде дека Усеин Болт не е оној кој што го знаеме, дека има нешто што го разнебитува, дека не е доволно подготвен, дали болките во грбот, поради кој мораше често да заминува во Германија кај доктор Волфард, но не е сега важно. Важно е дека Болт си заминува од светската сцена со бронзен медал. Силна харизма и шарм го следат за целото време до денеска во Лондон. Резултатската кулминација на Болт беше во 2009-та на светското првенство во Берлин. Инспирирана од Олимпискиот стадион и од духот на еден од своите идоли, Джеси Овенс, Болт испрати уште поимпресивни пораки во вселената со светските рекорди на 100, на 200 и во штафетата 4 пати по 100 метри. 8 години обстојува светскиот рекорд на Усеин Болт од Берлин. Тоа е најдолготрајниот светски рекорд во трките на 100 метри. Прашање е кога ќе биде надминат. Болт вели: се надевам дека долго ќе останам најбрз, дека моите резултати нема да бидат достигнати. Не гледам во моментов атлетичар кој во својата кариера ќе ги надмине. И Шерецки продолжува: знаете, сакам на моите деца кога ќе имаат 15 или 20 години да им кажам: гледате, уште сум најбрз. Страшна личност која ќе остави неизбришлива трага. Им се придружува на легендарните негови идоли во спортот, на Мухамед Али и на легендарниот Пеле. Атлетиката памети многу имиња кои со своите резултати ги достигнале хималајските врвови, но Болт отиде највисоко. Тој победуваше, но им внесуваше и душа на кралицата на спортовите. Тој е Монте Еверест во светот на спортот. Болт уживаше во глорификацијата на неговите успеси, а ние уживавме во неговите настапи и забавите кои ни ги приредуваше. Болт се стремеше кон врвовите, представувајќи го секого од нас. Тој е херојот на народот кој ги уриваше и границите и вербата. Во неговото време атлетско се забараваше на националната припадност. Луѓето, сите ние трчавме со него и ја делевме победничката радост. Малку патетика, малку тага. Можеше можеби вечерва да биде поинаку, но со само 3 трки во сезоната, веројатно Болт не можеше да постигне ништо повеќе од ова само 3-то место. 8, односно 9 златни олимписки медали. Знаете ли за колку секунди беа освоени? За 114 секунди. Еден олимписки живот, една легенда во само 114 секунди колку што беше на тартанот. Ова му е 12-тиот медал на светските првенства. Во само 220 секунди. Неполни 4 минути, 3,5 минути на 5 светски првенства. Но тоа се само бројки. А ова што го гледаме е личноста која што заминува во легендите. Им се поклонува на оние кои што ги восхитуваше во изминатата деценија. Джастин Гетлин е новиот светски шампион, но ќе прости, сепак е во сенка на човекот кој што беше силен светилник на спортот, на атлетиката, на чистиот спорт. Вели: отстранете го допингот од спортот, бидејќи тој ќе биде уништен, ќе замре. Тоа е човекот кој што дојде од Јамајка, дали беше спуштен од некоја друга планета и направи нешто што никој досега во историјата на атлетиката не успеал и се нареди рамо до рамо, ќе кажеме уште еднаш, со Мухамед Али. Тоа го потенцираше и Себастијан Коу. Еве го преградка, веројатно на неговата мајка тука. Човек кој што има срце, кој што има душа за секого. Не може да одмине покрај дете кој што ќе му побара автограм или едно селфи.
Имаше срце за дечињата од најсиромашниот дел на Рио минатата година. 300 деца да ги облече во спортска опрема, да ги покани во својот тренинг камп и да проведе со нив едно цело претпладне. Тоа никој досега не се сетил меѓу големите спортисти. Затоа Болт е голем и ќе остане голем, ќе остане вечен, ќе го паметиме, ќе го зборуваме, ќе се сеќаваме на него како на најголемиот во историјата. Ете, драги гледачи, му ја препуштам штафетата микрофонот на Горан Милковски и на Драган Николовски. Благодарам. Златко Калински, благодарам. Уживавме во следењето на Јусин Болт и на твојот коментар.